Значи, многу ми е драго кога видам и колеги и воопшто доктори од било каков тип кога ќе се соберат вака рано заедно, желни за дружба и желни за едукација. Оваа сала баш сега коментирав, посебно ми е драга, некако има некоја топлина помеѓу публиката, помеѓу оние кои што разговараат и аудиториумот, затоа што за разлика од тие ресторански простори, ова е баш некако интересен простор за едукација. Сите некако се чувствуваме блиски, се гледаме блиски, плюс седиштата се многу удобни. Нема да заспиете тие што сте уморни. И денес имаме една многу интересна тема, долго време ја крчкавме, веројатно следната година ќе имаме уште неколку настани поврзани со оваа тема, многу практични, многу интересни. Темата се однесува на семено планирање, односно употребата на контрацептивни средства. Веќе подолго време, неколку години, со катедрата за семејна медицина организиравме континуирана медицинска едукација како работилници, еднодневни, дводневни, тродневни. Малце да ги инволвираме и семејните лекари како најблиски до пациентите, значи матичниот гинеколог и матичниот лекар се всушност она брана, она прва средба на пациентот со лекарот и би требало сите да се чувствуваме многу комотни кога разговараме со нашите пациенти на оваа тема. Оваа тема постои многу одамна, веќе 50 на години, многу се збори на таа тема, многу е популарна и во јавноста. Ние гледаме и по настаните што се организираат и по прашањата што ги добиваат нашите колеги многу често и во телевизиските емисии. Меѓутоа се уште постои едно, да кажеме, мало недоразбирање или непознавање на работите во однос на тоа што, кога треба, како да се употреби. Јас нема да сум говорник денеска, говорниците ќе бидат други, сега ќе ги најавам, меѓутоа сакам да кажам дека е многу битно да информациите се достапни, да сите добиеме правилни информации и без било каков страв да истите информации ги споделиме понатака. Порано имаше времења кога дури кочница за употребата на контрацептивните средства за жал беа самите здравствени работници. Сега тој процес по она што го анализираме и по прашалниците што ги дадовме, што ги пополнувавте, за среќа е променет. Значи ние сме сите поддржувачи, сите сваќаме која е вредноста на семејно планирање, која е фактички на некој начин ослободување и на жената, значи и изголемување на незините женски права, меѓутоа и употребата на контрацептивни средства и планирање на семејство е всушност работа на парот. Значи парот мора да се согласи да употреби контрацептивно средство кое што ќе им одговара на двајцата партнери. Да не ги забораваме, значи другите заедници кои што постојат не само машки и женски, кај нив контрацепција не е потребна. Потребна е само заштита од сексуално преносливи инфекции. Пошто имавме и такво едно прашање, јас бев вака многу збунет, пошто беше здравствен работник. Али да го расчистиме, концепција и контрацепција се однесува на бременост, а ние со тоа, не само ние, сите релевантни меѓународни организации на тоа го додаваат и концептот на двојна заштита, односно заштита од сексуално преносливи инфекции. Тоа е битно да се заштитиме од преносливите инфекции, за да не настанат состојби кои што би можеле да доведат до инфертилитет и понатаму отежнување на репродуктивното здравје на жената. Ова на кратко мислев еден виц да кажам, ама тој можда кога ќе ги качам прво сите луѓе горе. Значи прво би сакал да ги поканам денешните панелисти и презентери на одредени нивни лични искуства во секојдневната пракса со оваа област. Пред се професор доктор Кети Ставрич, повелете, качате се горе, она ќе се обрати од име на катедрата за семејна медицина, добро позната на сите нас. Доцент доктор Даниела Иванова Панова, примариус доктор Емилија Трајковска, нашата најпозната баба гинеколог умеѓу време, и детето дома чита гинекологија почна. Пошто ќерка и сега специализира учи нонстоп гинекологија, емче тоа и детето. После примариус доктор Димитар Гетов и примариус доктор Милена Симович. Па сега би почнал, вицот ќе оставиме за покасно, сега со професор доктор Кети Ставрич да се обрати.
Благодарам. Многу ми е драго што, Глигор кажа дека повеќе години работиме на соработката со катедрата по семејна медицина и клиниката за гинекологија и издружението МАГО на подигнување на свеста, на едукација на матичните лекари и специјалистите по семејна медицина за сексуално репродуктивно здравје. Мислам дека сите имаме една цел, а тоа е пред се здравјето на нашите пациенти. Пациентот во центарот на грижата. И токму оваа мултидисциплинарна средба денеска зборува дека сите ние ги имаме пациентите во центарот на нашата грижа. Треба да соработуваме, треба да се грижиме особено за здравјето на жената, сексуално репродуктивното здравје и она што би сакала да кажам, апсолутно мислам дека вакви активности ни требаат. Се почесто и почесто и драго ми е што се почесто и почесто заеднички збориме за заеднички теми. Би ги охрабрила матичните лекари и специјалистите по семејна медицина навистина да имаат проактивна улога во грижата за здравјето за жената, во промоција на употребата на контрацепцијата. Меѓутоа, исто така, она што го кажа и Глигор, довербата на пациентите во матичниот доктор и матичниот гинеколог. Меѓутоа е важна и соработката на матичниот доктор со матичниот гинеколог, затоа што за жал се уште нашите жени идат на гинеколог кога ќе забременат. А тоа не е грижа за здравјето на жената и на мажот. Значи, треба да бидеме проактивни, да збориме за контрацепцијата, да ги едуцираме нашите пациенти, сите е тоа должност на сите здравствени работници, меѓутоа и да бидеме проактивни во зборење за сексуално репродуктивно здравје од страна на матичните лекари и упатување кон матичните гинеколози, затоа што навистина тука имаме многу заедничка работа која што треба да во наредниот период да работиме. Ви благодарам на поканата што денеска сум тука и во интерес на здравјето на нашите пациенти заеднички и понатаму да продолжиме да соработуваме. Благодарам. И ние ви благодариме вас што на време ја свативте и улогата и меѓу другото не само ја свативме, пак ќе кажам дел од работите кои што се поддржани, кои што се случуваат во последниот период, всушност се базирани на истражувања и меѓу другото матичните гинеколози многу често, иако тие можеби се да кажеме едуцирани и претходно во тек на специјализацијата, свативме дека еден дел од пациентите се осеќаат многу покомотно кога би разговарале со семејниот лекар. Време и семејните лекари немаат многу, како и гинеколозите, значи сите сме во некое трчање по една бројка на пациенти, меѓутоа сепак може да се одвои време и начин и во денешно време, што е многу битно, да се посочи на местото кај што може да најдат релевантни информации. Тука би ја споделил таа со вас информација дека на веб страната на Сдруженијето www.agomorg.mk постои дел што е посветен на контрацепцијата, каде со помош на Фондот за население на Обединетите нации се преведени 4 главни книги кои се однесуваат на контрацептивните средства и планирање на семејството. Може да ги побарате и таму се преведени на македонски и на албански јазик и таму може да добиете сите информации од кои се нус ефектите, на кои најчесто работи се жалат пациентките, кои се, да кажеме, критериумите за кои што некој пациент, односно некоја жена, некој пар би ги задоволиле за определено контрацептивно средство, значи многу исцрпни материјали, тие се моментално прикачани како книги, меѓутоа веројатно ќе ги одвоиме поглавјата да бидат уште полесно достапни со кликањето. Сега моментално во тој дел на опсека што пишува планирање на семејство. Значи се што ве интересира, се што ќе ви текне на памет, а нема да успеете денеска да го прашате, може да го најдете на веб страната од тие се 4 главни книги од поддржани од Обединети нации и Светска здравствена организација. А сега, пошто ова сакавме да е интересно како панел дискусија, ама сепак да има едно
воведно предавање, да ја поканам доцент доктор Даниела Иванова Панова, малце да подвлеземе во областа за која што ќе разговараме денеска, а понатака со кейс репортите од нашите колеги, кои што се тука присутни, меѓутоа и секој од вас што е во публиката може да сподели, затоа што сепак у медицината 1 и 1 не е 2, секогаш има едно свое лично искуство за определени работи, како може да се тоа советување и препишување на контрацептивни средства биде уште подобро и полесно. Повели, Данија. Добро утро или добар ден од мене. Чест ми е да ви се обратам на вас тука, хероите што успеа преку овој кијамет надвор да дојдат и да врне и да вее и да сме тука да осврнеме малку внимание на оваа проблематика што, како што Глигор рече, малку е подзаборавена. И затоа додадов како поднаслов приказна која трае. Зборувано е за контрацепцијата уште на факултет, во тек на специјализација, меѓутоа е подзаборавено малку. Ова ќе биде мало едно освежување. Нема јас сега вас да ве учам, вие тоа веќе го знаете, меѓутоа ќе ве апдейтувам со некои понови информации. Компјутерот е тамо. Семејното планирање и контрацепцијата како дел од семејното планирање, ова се адвокаси, што би се рекло. Значи го превенира матерналниот морталитет и морбидитет. Со тоа и неонаталната и донечката смртност ги намалува. Преку можноста за ојакнување на здравјето на жената, да се направи добро интергенезичко растојание, жената да може да роди дете кога таја сака и кога ќе може, да има доволно растојание помеѓу порадувањата, да има добра грижа, да има економска оснаженост на жените и на девојките, да се зачува фертилноста. Со контрацепција се зачувува фертилноста до времето кога ќе биде посакувана бременоста. Има економски импакт. Нормално, жената која што не е бремена, не дои и не чува 4-5 деца дома, може да работи и да допринесува. На тој начин ќе има добра благосостојба на семејството, автоматски и социјален импакт. Контрацепцијата има свој и неконтрацептивни бенефити. Имаме нешто ќе чуеме понатаму и во презентацијата за тоа. И на крај, планирањето на семејството е еден од целите за одржлив развој на Обединетите нации. Ова се дел од материјалите кои што ги консултирав во оваа презентација. Овие се книгите кои што се преведени и ќе ги најдете на сајтот на МАГО. Во тек треба да се донесе, мислам дека е на подпис во фондот веќе, и Националното упатство за семејно планирање. Од 2021 е направено, меѓутоа уште не е сосема донесено. Постои прирачник за обука на даватели на услуги за семејно планирање и последниот податок беше од 2022 година на HERA анализата за употребата, меѓутоа посебен осврт на политиките за контрацепција и политиката на позитивна листа. Светската здравствена организација и Светската банка во извештајот од 2021 година за универзалната покриеност со здравје ја сместува Македонија спрема потребата за семејно планирање задоволена со модерни методи, со индекс ја оценува со индекс 25, при што малку слабо се гледа тука, од нас ја гледате бојата 25, од нас само по-лош ранкинг имаат Албанија, Јужен Судан, Сомалија и Чад. Зошто е тоа така? Македонија уште плюс е ставена во топ на 4-то место по употреба на помалку ефективни контрацептивни средства, како коитус интерруптус, календарски метод и така натаму. За разлика од
ефикасните методи, кои што се таблети, стерилизација, кондоми, импланти, интраутерини влошки и така натаму. Зошто е така? Пак, уште еднаш ке прашаме. Во Македонија нема ниту едно модерно контрацептивно средство на позитивната листа. И тоа со години го зборуваме и пак стои работата, уште не е поместена. Достапни се 4 генерички комбинации на комбинирани орални контрацептиви со 6 јачини, 7 различни производители, нема да ги спомнувам, но за сите нив жените треба да платат полна сума. Од, нели, како од Фиќо до Мерцедес, 165 до 827 денари. Достапна е и спирала со хормони, Мирена, околу 6800, како и долгоделувачки депо-провера, кој што најретко се употребува. Постојат средства, регистрирани 3 препарати на база на левоноргестрел за итна контрацепција, ама само еден е достапен, Норлево, околу 500 денари една таблета, и еден препарат кој што е регистриран, Ела-1 со улипристал ацетат за итна контрацепција, меѓутоа го нема во аптеките. Кошташе негде околу 1200 едно време, кога го имаше за кратко. И една добра работа, оралната итна контрацепција е регистрирана да се издава без лекарски рецепт, бидејќи на претходен еден панел во балканскиве земји, во некои земји бараат и рецепт за итната контрацепција, што уште повеќе оддалечува од употребата, односно сега нешто околу методите за контрацепција. Нема многу да ве замарам, ќе ги поминеме, посебно оние кои што ги има тука, на нашето тржиште, што би се рекло. Светската здравствена организација направила класификација спрема критериуми на медицинска подобност. Различни состојби кои што укажуваат за подобност за секој поединечен тип на контрацептиви. И ги поделила на категорија 1, 2, 3, 4. Во категорија 1 се најголемиот дел од адолесцентите, младите, без никакви состојби, и тоа е при кој, значи, тоа се состојби при кои не постои ограничување за употребата. Втората категорија е кај што се состојби кај што предностите го надминуваат ризикот што може да се појави во време на употреба на контрацепција. Теоретски или докажани. Третата е состојби при кои што теоретските или докажаните ризици надминуваат користа, бенефитот за корисничката. И категорија 4, кај што е неприфатив здравствениот ризик, односно кај што е контраиндицирана контрацепција. И ова се можете да го видите на сајтот на SRHR.org, се вика тркало, многу личи на оние наши тркала за рачунање на веројатен термин на бременост, малце подзаборавени сега. И исто во се наоѓа во фаза на превод, ќе го има на сајтот на Маго, на линкот, преска што го прикажав. Комбинираните орални контрацептиви, тие се најчесто употребувани, најмногу ги има и се обвиени со најголема магла на, ајде да речеме, митови и заблуди. Комбинирани се, затоа што се состојат од две компоненти, естрогена и гестагена, прогестинска, може да бидат монофазни, ако сите апченца се исти состав, да бидат двофазни, трофазни, четворофазни, мултифазни, зависно од концентрацијата на активни субстанции во таблетата, во пакувањето. Како делуваат? Ја инхибираат овулацијата, ја лажат хипофизата, нема стимулација на овариуми и делува лекот. Атрофија прават на ендометриум од гестагената, од прогестинската компонента. Зголемена вискозност, исто така, на цервикалниот мукос и намален мотилитет на тубите. Ризици покажани статистички. Венска тромбемболија, мозочен удар, миокарден инфаркт, карцином на дојка и хепатоцелуларен карцином.
Платформата UpToDate секојдневно, малтене, ажурира информации кои што ги добива од здравствените работници на evidence-based, базирани на докази, и кои ги апдейтува за да им помогне на професионалците да донесат правилни клинички decision-based, evidence-based decisions, што би рекле, или одлуки донесени на докази. Во нивното резиме и препораки се опфатени општите грижи, што би се рекло на поднос на пациентката, кои се најчестите несакани ефекти, кои се најчести рани несакани ефекти и така натаму. И направена е една табела кај што се компарирани апсолутните и версус релативниот ризик за венска тромбоемболија, и тоа е ставено во табела. Оралните контрацептиви се обвиткани со многу митови. Еве еден по еден да пробаме да ги разбиеме. Значи, не сакам немој да пиеш, што би било полошата варијанта од тоа да не сакам оти прочитав негде. Немој да пиеш ако е од здравствен работник кажано, заради тоа што ќе те здебели и ќе ти се појават влакна, ќе станеш машко. Што е, да речеме, за една адолесцентка катастрофално. А всушност, некои од контрацептивите делуваат на намалување на отоците и практично, да речеме, ослабнување, и делуваат на коренот на влакното, на рецепторите за тестостерон, и ја намалуваат и влакнатоста. Дури и чак што више се препорачани за третман на акни и благи форми на влакнатост. Превенираат сексуално преносливи инфекции. Ја пијам презерватив, пијам контрацепција, не ви треба презерватив, заштитена сум, што е исто така голем мит. Жените над 40 години не треба да користат контрацепција. Апсолутно неточно, затоа што да, можеби над 40 години се и регуларни циклусите и повеќето се ановулаторни, меѓутоа има овулаторни циклуси кои што баш тогаш може да се погоди и концепција да се случи, па за една остварена жена со фамилија, завршена репродукција, прилично незгодна ситуација. Ке предизвика рак на дојка. Напротив, жените кои пијат контрацептиви се посвесни за своето здравје. Можеби таа статистичка бројка која е добиена дека има повеќе карциноми на дојка кај жените кои користеле контрацепција е заради тоа што можеби во порана фаза е фатен тој. Тие се посвесни за своето здравје и си прават редовни контроли. На телото му треба одмор од хормоните. Ова е уште еден мит повеќе кај здравствените работници. Контрацепција е начин на живот. Не е да пробаме сега месец-два како ќе ти делува, па ајде на третиот ќе прекинеме, доста ти е. Не, баш у тие први 3 месеци се тие early side effects, што ги кажуваат, рани несакани дејства, додека да се избаждари телото према контрацептивот. Дека прават промени во расположението, исто така не е точно. Секој од нас си носи некаква подлога, некаков карактер, како ги прима работите во животот. Најлесно е да се обвини она новото што е внесено. Јас сум сега лошо расположена, од овие апчињава, се дебелам, лошо сум расположена, не ми се излегува. А може би има во позадина некакви и други. Затоа треба да се испита и затоа е важна анамнезата и распитот. Нешто да кажеме околу неконтрацептивните ефекти. Овие смајлења ги ставив не да го направам несериозно, туку да го привлечам вашето внимание по смајле. Значи, штити од ектопична бременост. Како? Намален мотилитет на тубите, освен што е ановулација. Штити на тој начин и од пелвична инфламаторна болест. Штити од функционални цисти, симплекс цисти. Јајниците мируваат, не се формираат цисти.
Превенција на анемија, како? Па преку тоа што крварењата ќе бидат регуларни и необилни. Штити од остеопороза. Точно, жените кои што примале орални контрацептиви, визави оние кои не примале, во наредните 10 години од прекинот, уште имаат коскен дензитет добар. Штити од миоми, точно, штити од она само претерано естрогено делување и иницијатор на пролиферација на миомите. Штити од ендометриален карцином, да, точно, со тоа што регуларно со едната и со другата компонента ќе има циклично одлупување на ендометриумот. Од овариален карцином, исто така, од дисрупцијата на кортексот на овариумот и појавата на диспластични промени во ниво на овариумот. Колоректален карцином, со намалување на ниво на жолчни киселини. Постојат и социјални бенефити. Тоа го ставивме тука во неконтрацептивни, се однесува на тоа што жена која што е искусен конзумент, корисничка на орален контрацептив, знае како да ја одложи менструацијата заради некаков социјален ивент настан, знае како да добие порано, да маневрира со тоа менструално крварење, условно речено, за одредени состојби и ситуации. Контрацептивите се индицирани баш и за некои состојби, како што е ендометриоза, со континуирано давање, без паузи, континуирано давање, доведува до сушење на ендометриумот, атрофија на ендометриумот и атрофија на ендометриотичните жаришта. Значи, не циклично давање, туку континуиран екстензивен режим. Исто делува и на дисменорејата, ако е примарна дисменореја, делува на тој начин што спречува овулација, спречува создавање на жолто тело и негова деградација и ослободување на простагландини од ендометриумот и баш кај што ендометриумот е тенок, пак нема да има многу субстрат за простагландини кои што ќе призвикаат контракции на утерусот. Некои од контрацептивите се, како што реков, и регистрирани за терапии на благи форми на акни, на хиперандрогенизам, на полицистични овариуми, предменструален синдром и предменструално дисфорично пореметување. И уште нешто, кај јувенилните метрорагии, кај што треба конзервативен третман, неведнаш кирета, познати се протоколите за третман на јувенилни метрорагии. Нешто малку за прогестинските контрацептиви, бидејќи прогестинска, како исклучиво прогестинска, го имаме во облик на депо препаратот, интрамускулен, како левоноргестрел обложена спирала, или мирена ја кажавме, и препаратите за итна контрацепција со левоноргестрел. Дејството му е атрофија на ендометриумот, изголемување на вискозноста на слузта, на цервикалниот слуз, и идеални се за пациентки кои што имаат некаков кардиоваскуларен ризик и што имаат поголем body mass index, каде што оралните контрацептиви со естроген се помалку препорачливи. Неконтрацептивните бенефити ги кажавме претходно, кај менорагија и корекција на анемија, да добиеме време, ставаме на гестагена компонента, прави атрофија, добиеме време до следното депривационо крварење, да се подигне хемоглобинот, истовремено со антиендемична терапија, нели? Хиперплазија превенираат, не се случува, за дисменореја, втора линија, и за болката кај ендометриоза. По истиот механизам. Атрофија на ендометриумот и на жариштата. Еве некои од табела во кој што се прикажани дека се делат на прва, втора, трета, четврта генерација, различни се, и имаат и естрогени, и гестагени, и андрогени дејства. Да не ве замарам, идеме на интраутерините направи, кои што спаѓаат во групата на ЛАРК, долго активни, реверзибилни контрацептиви,
Заради тоа што по апликацијата на интраутерината влошка може 5 до 10 години, зависно од производителот, да стои инситу. Може да бидат хормонски и нехормонски. Дејството му е како страно тело предизвика инфламаторна реакција и лачење, создавање на медиатори на воспалението, прави неповолна средина во ендометриумот. Со левоноргестрелот дополнително прави атрофија на ендометриумот и таа интраутерина влошка е и индицирана кај тешки и обилни менструални крварења. Има ризици и контраиндикации за употребата на интраутерината влошка, а тоа се инфекција, можност за спонтанна експулзија, перфорација ако многу неправилно се аплицира и можност за ектопична бременност. Контраиндикации се наредени тука, овие се од CDC, од класа 4. Каде е класа 4 за интраутерините влошки? Тоа се бременност и после бременност, кај што има сепса, значи инфекција, необјаснето вагинално крварење, значи жената пред да се стави спиралата мора да биде прегледана и да се земат добри брисеви, да се види колпоскопски, да нема инфекција. Аномалии на утерусот, кај што имаме конгенитални или стекнати аномалии, мада повеќе конгениталните би дошле во предвид, стекнатите се мисли, ако се мисли на Ашерман и се лекува со спирала инситу. Цервицит, пак инфекција, ако е хормонска, кај рак на дојка и алергија на некој од состојките, бакарот и така натаму. И на крај, добро познатите бариерни методи, машките и женските кондоми се единствените кои што штитат и од полово преносливи болести. Диафрагмата е нема кај нас, од кондомите само машките се на располагање, женскиот фемидом, тука се ставени слики како се аплицираат. Женскиот кондом не заживеа нешто во светски рамки, кај корисничките, бидејќи потешкотијата во поставувањето не е тоа толку колку што е звучниот ефект што го прават. И на крај само да ви кажам, во вашите материјали ќе добиете постери и брошури за пациентите, да ги спринтате, да им ги давате, во кои што се наведени сите овие информации кои што сега ги кажавме, и многу повеќе и за средствата за контрацепција кои што ги нема на нашиот пазар. Тоа би било последен слайд. Ви благодарам на вниманието. Мислам дека одлично и кратко беше представено дел од контрацептивните средства кои што ги има кај нас во Македонија и кои што при правилна употреба, тоа има различни начини на употреба, има обичен начин, има правилен начин на употреба, имаат различно дејство, меѓутоа овие се едни од употребуваните и со најголемо ниво на ефикасност и ефективност при правилна употреба на сите овие контрацептивни методи. Нормално и кондомите, ако се употребуваат од почеток на сексуалниот однос, имаат различна заштита отколку се употребуваат во тек на веќе започнатиот сексуален однос. Знам дека денес дојде на рутински преглед, но додека си тука, сакаш ли да поразговараме за планирање на семејство? Би сакала да ги чујам твоите размислувања на оваа тема. Секако. На предходниот преглед ми кажа дека имаш партнер. Дали некога сте разговарале за можноста да станете родители? Дефинитивно не во моментов. Неодамна тој започна интензивен курс за програмирање, а јас почнав да учам француски плюс се уште студирам. Сакам најпрво да завршам факултет, а потоа да се запишам и на магистерски студии. Како ти и твојот партнер се заштитувате од непланирана бременност? Дали користите контрацепција? Понекогаш користиме кондом. Неодамна разговарав со една другарка на оваа тема и ми кажа дека пие контрацептивни таблети и веќе подолго време воопшто не ја мачи мислата дали може да остане непланирано бремена по секој сексуален однос. А што би било важно за тебе при изборот на одредена контрацептивна метода?
Па, би сакала да бидам сигурна дека ќе имам редовни и уредни менструални циклуси. И секако, би сакала да знам кои се негативните ефекти на таа контрацептивна метода. Во ред, има неколку методи за кои би можеле да поразговараме. Ке го искористам овој постер за да не води низ разговорот. Најгоре се набројани сите методи за превенција на бременост, а ќе ти дадам и брошура која ќе може да ја споделиш со твојот партнер и другарките. Таму ги има сите факти кои се важни и би требало да ги знаеш при донесувањето одлука за употреба на одредена контрацептивна метода. Да почнеме со колоната која ги опишува сите контрацептивни методи и нивниот можен ефект врз менструалниот циклус. Да, звучи одлично. Во првата колона или бакарната спирала може да предизвика пообилни и подолготрени менструални крварења. Додека пак, хормонската спирала може да предизвика појава на нередовни менструални крварења. Таа го намалува време траењето и количината на менструалните крварења. Но повеќето несакани ефекти кои ги предизвикуваат овие две контрацептивни методи вообичаено исчезнуваат за 3 до 6 месеци од нивното аплицирање во внатрешноста на матката. Следен е имплантот. Тој се аплицира подкожно, може да предизвика пообилни и подолготрени менструални крварења, а може и целосно да ги прекине. Имплантите не може да се набават во нашата земја. Контрацептивната хормонска инекција пак ја намалува должината и обилноста на менструалните крварења, а исто така може и да ги прекине. Следните три методи, контрацептивните таблети, вагиналниот прстен и контрацептивната лепенка, вообичаено ги регулираат тешките и неправилни менструални циклуси и ги ублажуваат предменструалните грчеви или предменструалните симптоми, попознат како PMS. Женскиот кондом пак нема да влијае врз ритмот на твојот менструален циклус. Дали имаш некое прашање? Ме интересира нешто повеќе за тоа како се употребуваат контрацептивните таблети, вагиналниот прстен и контрацептивната лепенка. Контрацептивните таблети се пијат секој ден во приближно исто време. Вагиналниот прстен се вметнува во внатрешноста на вагината, а неговата ефикасност е до 1 месец. Потоа ќе треба да го замениш со нов, додека пак контрацептивната лепенка се лепи на кожата на надлактицата, стомакот, задникот или грбот и трае 1 недела. Но за жал последните две контрацептивни методи се уште не се достапни во нашата земја. Дали имаш некое прашање? Да. Ме интересира дали контрацептивните таблети имаат некакви несакани ефекти? Како што кажавме, контрацептивните таблети се пијат секој ден. Тоа се 28 таблети, од кои 21 хормонално активни и 7 плацебо таблети. Земањето на плацебо таблетите ќе резултира со крварење, слично како крварење во менструалниот период. Од несакани ефекти може да почувствуваш главоболки, гадење, чувствителност во градите. Контрацептивните таблети нема да влијаат врз твојата плодност и ќе можеш да останеш бремена веднаш по престанокот на нивната употреба. Она што сакам да го запомниш е дека не те штитат од сексуално преносливи инфекции и затоа секогаш користи кондом. Одлично. Можам ли одма да ги набавам? Да, се разбира. Веднаш ќе ти напишам лекарски рецепт со кој можеш да ги купиш во било која аптека и уште денеска може да ја испиеш твојата прва таблета. Супер. Дали може би имаш уште некое прашање? Не. Ви благодарам многу за овие информации, бидејќи многу ми значеа. За секое прашање или несакан ефект што ќе го почувствуваш во текот на употребата на контрацептивните таблети, побареме. И слободно, сподели ги брошурите на другарките. Ви благодарам многу. Имајте убав ден. И ова е една од помошните алатки кај што може на едноставен начин да се препорача нашите пациенти, односно оние кои имаат потреба од контрацепција да го изгледат и да се запознаат првично со кои се можните контрацептивни методи. Сега би ја поканил доктор Емче Трајковска да таа ни даде еден осврт околу случајот кој што е од праксата, да кажеме, би го споделила со нас. Повели Емче. Добар ден, почитувани колеги. Јас да се надокнадам на бенефитите и ризиците што Даниела ги кажа. Имав еден труд во 2006 година на Светскиот конгрес во Малезија во Куала Лумпур со Јасмин. Јасмин беше пред 2 години дојден и тогаш се трудевме и ние да ги достигнеме европските земји со примерот од
Чешка, која што за 10 години со предавања и препораки, контрацепцијата се зголеми од 15 на 35%, а во европските земји беше 40 до 50%, кај нас нажалост беше 1,6% користење на орална хормонска контрацепција, односно антибеби пилули. Не знам податокот сега каков е, ама мислам дека не е нешто многу висок. Од друга страна, пак ќе кажам, нема контрацептивно средство кое што 100% штити од бременост, но хормонската орална контрацепција е со 0,3% бременности годишно, значи со висока контрацептивна заштита, за разлика од кондомот, за кој што се знае дека 10 до 15 жени од 100 жени остануваат бремени во текот на една година со користење на кондом. Исто така со доаѓање на јасминот, првпат беа првите почетоци на внесување на дроспиренонот како прогестерон во хормонска контрацепција во нашата земја, а инвиво студиите покажале дека дроспиренонот има 5 до 10 пати појак антиандроген потенцијал од прогестеронот. Значи, хормонската терапија што тогаш јас ја користев, а сега истиот состав го има и крипинеодалкалоид, е 3 мг дроспиренон и 0,03 етинилестрадиол. Целите, како што кажуваше и доцент Даниела, се да се одреди ефикасноста, контролата на циклусот, квалитетот на животот, задоволството на пациентката, бидејќи освен контрацептивни, самите ова орална хормонска контрацепција има и многу други бенефити. Значи се користеа одреден број на пациентки, имав помоши од колешки, бидејќи 64 пациентки, не можев самата да обсервирам. Значи, тогаш го користев јасмин, сега истиот состав го има крипинеодалкалоид. Спомнато е дали има пушачки или не пушачки, знаеме дека пушењето беше релативна контраиндикација. И сега кажувам дека имавме на почетокот откажување на неколку пациентки и самата орална хормонска контрацепција користиме за намалување и во број на денови за обилна менструација и за количеството на крварење. Ова е правени анализи на почетокот по 3 циклуси и по 6 циклуси, односно по 6 менструални циклуси користење. Значи, во обилност на крварење, отсуство на крварење, дисменореа, интерменструално спотинг, кој што нажалост кај логестот, кој што беше со многу пониска доза на хормони, спотингот си перзистираше. Абдоминалната надуеност, напнатост во дојките, повторно се правени анализи, прв, трет и шести циклус, отеченост на рацете и нозете, значи PMS-от, кој што исто така го третираме, депресивното расположение, раздразливоста, анализите се правени на почетокот, по третиот и по шестиот циклус. Телесната тежина, значи моите анализи покажаа дека ако со нормално продолжување на истата исхрана, обично во текот на една година не само што не се здебелуваат, туку губат од прилика 1,5 кило од нивната тежина. И сите овие други бенефити кои што ги дава оралната хормонска контрацепција, како и нормално планирање на семејството. Овие се статистички податоци. Значи, јасмин, сега и крипинео се високо, значи, контрацептивно средство со висока хормонска заштита, односно контрацептивна заштита, и се докажа дека има голема предност и во неконтрацептивни ситуации, како PMS, дисменореа, себореа, задршка на вода, исто така планирање на менструирање кога одат на студиски престои, на годишни одмори, на зимовање и така натака. Кај дисменореата исто така многу често го препорачуваме и го користиме.
морам да напоменам, требаше да кажем и некои наши искуства, бидејќи во тоа време кога го пишував трудов, немаше некои студии правено за континуирана употреба при контрацепција, имаше само студии за третирање на ендометриоза. Поради тоа постоја и препораки дека може да се користи континуирана терапија со орална хормонска контрацепција без менструирање од 2 до 6 месеци, односно непрекинато користење. Јас имам 3 пациентки кај кои што тоа се искористи. 2 беа за странство, едната беше на студиски престој, другата на спортски престој со обилна, долга и болна менструација. По 6 месеци користеа орална хормонска контрацепција без пауза и без менструирање, а третата пациентка која што не сакаше да менструира, нонстоп ги пиеше таблетките по 2 кутии без прекин. Значи 2 кутии пауза од една недела менструираше, 2 кутии пауза од една недела менструираше. Значи немаше никакви проблеми и никакви последици. Само што во тоа време, рачунајќи на сите тие ризици што Даниела ги кажа, што се исто така и контраиндикации за користење на орална хормонска контрацепција, во тоа време правевме, значи почетокот беше дека до 45-та година на животот не треба да има пациентката што користи орална хормонска контрацепција тромбоза, ни пациентката, ни нејзината најтесна фамилија. Значи ги правевме тестовите за хемостаза во тоа време и нормално сите други гинеколошки прегледи кои што следеа и кои што требаше жената и без користење на орална хормонска контрацепција да ги прави. Тука, значи, повторно ќе кажам дека 0,3% бременности има, тоа се статистички податоци, јас немав бременност во користење на тогашната студија кога ја правев, нити до ден денес во овие 23 години како сум гинеколог, сум немала пациентка која што користи орална хормонска контрацепција, а настапила бременност. Но имам случај познат, од тие случаи Даниела што ги кажа, кај што спиралата на некој начин го поминала зидот на утерус и навлегла во абдоминалната шуплина и потоа тоа се заврши оперативно хируршки. Испаднати спирали постојат, се ретки, многу е битно правилно аплицирање, а мирената како интраутерин систем, пациентки 10 до 20% добиваат аменореа, за разлика од другава орална хормонска контрацепција, кај ни една пациентка не сум сретнала да настане аменореа, туку само намалување на должината и на количината на менструирање. Благодарам. Ви благодарам многу. Многу интересно што ве сте се решиле тогаш да правите труд, тоа нешто што нас многу ни недостасува, еве одличната пракса, 64 жени, еве со помош и на колешките, меѓутоа сепак тоа се лични искуства што се многу значајни. Сите малце сме скептици кога ќе прочитаме ова е вака, ова така, иако да се потсетиме медицината базирана на докази, личните искуства се на најниско ниво на вредност затоа што треба долго време за да се стекне сопственото искуство. Меѓутоа тоа за самиот доктор е многу вредно. Овде сме и семејни лекари и гинеколози, значи за да го стекнете тоа искуство е едно, меѓутоа кога ќе ги прочитате студиите на десетици и илјадници случаи и на употреба на контрацептивни средства на милиони жени и парови, фактички компликациите се исклучително ретки. Ние во праксата во 25 години сум ја на гинекологија, имавме со доктор Трајковиќ само еден случај што го најдовме случајно на спирала која што во самото ставање гинекологот веројатно направил перфорација и ја најдовме меѓу цревата. Меѓутоа тоа е реткост, тоа е негде 99,9% се, да кажеме, успешни апликации, некогаш има исфрлање, некогаш нема. Истото е како кај контрацептивните комбинирани орални препарати, имате дел од пациентките кои што ќе речеме еве психичко подобрување во расположение во све, некои имаат и влошување во првиот месец-два, како и за секој лек. Вие и да му даете на пациентот лек за хипертензија, тој у првиот месец треба да се адаптира организмот на лекот кој што го прима. Значи тоа не се страшни да кажеме компликации, тоа се само нус ефекти, да кажеме, од препаратот што се применува
И пак ќе кажам повторно, во литературата што ви е понудена, што може лесно да ја симнете, многу е битно пациентот, значи жената, парот, при советувањето всушност да знае дека може да очекува такви, да кажеме, лесни компликации. Доколку има поголеми несакани ефекти, во тој случај апсолутно е оправдано и да се прекине средството за контрацепција и да се замени со друго или да се замени со комплетно друг метод кој што треба да се употреби. Исто така, неколку пати тоа го спомнуваме, употребата и на кондомот. Препораките од меѓународните релевантни организации се доколку парот не е промискуитетен, пошто кондомите не се ни ефтини, а имаат, рековме, и звучност некоја, и може препораката да парот се тестира заемно за сексуално преносливи инфекции и доколку нема, не мора да употребува кондом на секој однос. Може да употребува само хормонска контрацепција или да се пласира интраутерина влошка и да си го користи тој метод понатака. Сега би го поканил примариус доктор Димитар Гетов да каже и он малце за неговото искуство, за неговиот случај. Благодарам, професоре. Драги колеги, добар ден и од мене. Оваа тема за нас како теренци, да кажам, специјалисти гинеколози, а сега и семејните лекари, во улога на промотори на контрацепцијата, не е нешто ново, но навистина е интересно. Самата тема може би, ќе кажеме, е ограничувачка во однос на некоја научна тежина, но е од големо значење за секојдневното битување на нашиот народ, особено на младите, на елиминирање несакана бременост, намалување на процентот на инвазивни методи, како што се абортусите, намалување на одредени заболувања кои што на многу лесен начин со употреба на хормонска терапија може да се средат, а е многу битно да ние како лекари тоа го направиме на начин на кој што ќе убедиме пациентката да ги елиминира оние стравови што ги има кај себе. Зошто? Многу е битен пристапот кон пациентките при советувањето за употребата на контрацептивните средства. Сите сме сведоци дека во нашите ординации доаѓаат пациентки со однапред формирани ставови од многу информации од социјалните мрежи за контрацептивните, особено за хормонските контрацептивни средства. Значи, доаѓаат, сакаш, има индикација да и препорачаш на пациентката и таа ти вика: не, докторе, од тие што ќе ме задебелат, од тие што ќе ми никнат влакна, од тие што ќе добијам акни. И сега тука сме ние некој медиатор, односно сме главната алка во однос на препорачување на терапијата. Пристапот мој, се надевам и на сите вас, е ваков. Се користам со процентите. Вака, драги мои пациентки, госпогици, господи, во современиот свет жените употребуваат од 45 до 90 и некој процент хормонска контрацепција. Кај нас, за жал, во Македонија употребуваат 1 до 3%. Шо мислите, кои жени се поздрави и навистина доаѓаат до еден, се замислуваат пациентките? Ајде да ги анализираме. Значи, со еден обичен разговор со секој пациент. Ајде да анализираме каква е состојбата кај нас. Пациентките во современиот свет, во Европа, шетаме сега, сме многу поотворени. Може да ги видите кои што користеле контрацептивни средства, особено хормонска терапија, како кои започнале многу порано во својот живот
И сега, кога ги гледаме на нивните 60, 70, 80 години, тие го шетаат светот, исправени, без остеопороза, не се подзгрбавени, моќни, способни да се движат, да запознаваат нови средини. Како изгледа нашата жена на таа возраст? Нашата жена е во 60 години веќе подгрбавена, со промени на колковите, на колената, промени во движењата. Што мислите? Ајде да видиме сега, што вие како личност, како пациентка ќе ми кажете на тоа. Се замислуваат, навистина се замислуваат. Ако тоа не помогне, се обидуваме со нешто друго. Најпрво, драги мои дами, кој ќе препорачам терапија, значи кој ќе ви дадам хормонско средство, контрацептивно, не го правиме тоа од ракав. Во мојата ординација и сите ние специјалисти гинеколози ќе ги направиме за сексуално активните пациентки сите потребни испитувања, гинеколошки преглед, пап тест, микробиолошки брисеви, колпоскопија ќе направиме, вагинален ултразвук и ќе направиме ехо на дојка. Поколку нема никаков проблем, сосема, со чиста совест го препорачуваме средството. И вие, како таква пациентка, значи, во наредните 6 месеци можеби ќе дојдете на контрола, за контролно ехо на дојки, можеби ќе дојдете за година дена, можеби ќе дојдете за година и пол. Но, и било кој несакан симптом, или било кој несакан ефект од употребата на контрацептивното средство, односно на хормонското средство, верувајте, ќе биде на време фатено и на тој начин вие како личност, како пациент, ќе бидете во група на многу побезбеден пациент, отколку тие жени што воопшто ништо не примаат. И тоа помага. Но, од искуството видов дека најмногу помага ако се симнеме на ниво на дечињата кои што не се во пубертет. Во наши услови, во мали средини, кај што можеме добро да се организираме, кај што можеме да издвоиме слободно време, направивме една активност која што долги години наназад се прави. Меѓутоа, верувам дека во поголемите средини тоа колегите не можат. Што? Имаме добра соработка, иако јас сум како приватен лекар, меѓутоа долги години работам и ординацијата ми е во јавната здравствена установа, Здравствен дом Валандова. При организирање на систематските прегледи, кога ќе дојдат генерациите, 8 оделение, 1, 2, 3, 4 година гимназија, средно училиште, значи децата во пубертет, како доаѓаат на систематски преглед, прво ги поделивме само машките, разговор, информација само со машките, да не се срамуваат. Потоа само со девојчињата. Со девојчињата разговараме за една тема, за менструалното здравје, за заштита од сексуално преносливи болести, за употребата на хормонската контрацепција, не само заради контрацептивен ефект, туку и заради другите нивни проблеми, како што е бубулиците, акните, полицистичниот оваријален синдром, нередовните циклуси, обилните продолжени менструации и така натаму. Со машките разговараме исто така за генитална хигиена, употреба на презервативот, сепак тие се тие што заедно со партнерката треба да се договорат, но машкото тој што го употребува презервативот, за начинот на сексуално пренесување, за начинот на сексуално преносливите заболувања. После тоа, верувајте, дечињата се ослободуват, доаѓаат во ординациите. Меѓутоа, многу ангажман и многу напор треба. Во четвртокот, пред 3 дена, ме поканија во основното училиште од страна на педагогот и психологот разговор со децата од 9 оделение. Тие сите се на 14 години. Беше заеднички, заедно и девојчиња и машки. Имат што да прашат,
Не велам, за жал, љубовта никој не ја спречил, нити ќе ја спречи. Наше е да ги едуцираме младите, да не бидат повредени при предвременото започнување на сексуални односи, не во смисла на физичка повреда, туку во смисла да не се случи она што не сакаме, млада, односно бременост во тинејџерските години, кое што е несакана, сексуално преносливо заболување, особено ХПВ инфекција, и верувајте, имат и прашања, и за жал и на 14 години веќе има кај нив сексуална активност. Добро е што ги ослободуваме на тој начин да се почувствуват на некој начин почестени дека некој за нешто сака да им каже. Има резултат. Секој пат велам кога сакаме пораката да биде на време и правилно испратена, треба да го избереме добриот курир. Во нашата работа, покрај овој дел, имаме интересни пациентки. Овој пример ми е многу добар и секој пат го велам. Пациентка која што имаше обилни, продолжени карварења, со анемизирање, значи менометрорагија и со анемизирање, со намален имунитет, со малаксаност, значи, а од друга страна работи како фризер. И ми требаше време да ја убедам да почне, значи кога зборуваме за употреба на контрацепцијата во напредување на женското здравје, значи не само заштита од забременување, кај неа контрацепцијата, односно хормонската терапија, беше во смисла на подобрување на една состојба што ја правеше неспособна квалитетно да одговори на нејзиното звање, нејзината работа како фризер. Фризерките некој пат знаат и многу добро да шират позитивни искуства. Пациентката после се што треба да се направи, како што кажав, гинеколошки преглед, папа Николао тест, микробиологија, колпоскопија, вагинално ехо, ехо на дојки, квалитетна анамнеза, дали постои некој од ризик факторите, немаше ништо од тоа. Почна со терапија, веќе после првиот, вториот месец имаше многу добар одговор. Пациентката се уште е на терапија, а верувајте, при нејзината работа, своето позитивно искуство го кажува на тие што и се на неј за клиенти и веќе се одвртува таа спирала, значи почнуваат пациентките да дојдат, ама докторе да ми даеш од тие апчињата што сте ги дале на трајанка. Ова како пример го кажувам, колеги, заради тоа што има можност, има начини како ние да помогнеме да промовираме употреба на лекови и средства што ќе го направат животот поквалитетен. Како случај, имаме и негативни моменти, кога, например, пациентка која што си имаше родено 4 дечиња, веднаш после четвртото поредување ставивме интраутерина влошка, заради тоа што веќе не сака бременост. После 5 години ја извадивме спиралата, требаше да ја смениме, посака тој месец дена, не знам од која причина, наредниот месец да ја ставиме. Она дојде за жал бремена. Значи, непотребна хируршка интервенција, абортус доживеа, после тоа пак ја ставивме нова спирала, заради тоа што дефинитивно нивниот однос меѓу мажот и жената е таков да сопругот сигурно не ни внимавал
како што треба, си вика до сега беше заштитена, но тој месец го утнале и само што извадивме спиралата, жената дојде со бременост. Кај девојчињата, кои што најчесто во нашите ординации доаѓаат со своите родители, пред се мајките, и каде што тешко, особено од страна на мајките, се прифаќа препораката за употреба на хормонска терапија, на орална хормонска контрацепција. Во смисла на терапија, тука многу поголем ангажман треба од наша страна. Ако не помогнало ова што сме разговарале на терен, што ни биле во ординација, што сме им укажувале на позитивни примери, кога ќе дојдат со мајките, мајките се тие главни, немојте докторе, немојте сега хормони ќе и давате. Ама господјо, ова што го препорачуваме е за доброто на вашето дете. Верувајте, како лекар и како родител, она што ќе го препорачам на моето девојче, ви го препорачувам и на вас, односно на вашето девојче. Значи, верувајте во тоа што го препорачуваме само за здравието на вашето дете. Таа си има проблем. Тоа е еден хормонски дисбаланс, за жал секоја трета девојче го има тој полицистичен варијален синдром. Дај да ја спремиме за на тамошниот живот да биде добра девојка и да биде добра мајка, да се оствари како мајка. Со разговор, со претходни прегледи, тие што веруваат на лекарот, ние ќе здобиеме нивната доверба и воколку почнат со терапија, пациентките, односно девојчињата се со редовни менструални циклуси, без проблеми на изненадување, со намалена појава на акни, со намалена појава на влакнатост по телото. Проблемот кај таквите пациентки пак кога имаме обезитни девојчиња, дебели, каде што два фактора треба да направат и оние, тоа е редукција на телесна тежина и физичка активност. На третото ние ќе го дадеме, меѓутоа тие двата фактора треба да си ги направат сами они како пациентки. Работата на терен е благодетна кога на крајот ќе имаме задоволни пациенти. Едниот случај што сакав да го кажам, мислам дека веќе со разговори го кажав, беше пациентка која што дојде со хемоглобин околу 100, со стварно тешки менометрорагии. Прв пат дојде кај мене, почекавме да се заврши тоа карварење, за да може да се направат основните прегледи, да се земе бриз, микробиологија, пап тест, се направи преглед, се виде дека нема нешто што отстапува, нема ендометриални полипи како причина за такво карварење, нема проблеми од разни тумори, цисти на јајници. Пробавме, навистина, успеа терапијата, пациентката си е во добра кондиција, анемијата ја нема, континуирано си пие, се уште е на терапија и како позитивен пример, исто така, сигурно во кафе муабет и тоа на некој нешто ќе предложи, па еве, ова ми го даде докторот и јас сум добра. Од сето ова, ние можеме да зборуваме многу на оваа тема, но пак ќе кажам, најдобро е да најдеме начин како информацијата на поедноставен начин стигне до пациентот, пациентот ја добие довербата на лекарот и почна да го слуша и со оние циклични контроли биде сигурен дека неговото здравје ќе биде одржано онака како што треба. Мислам дека многу од гинеколозите не многу, туку сите си ја работата онака како што треба,
Пак ќе кажам, ние што сме во помали средини, може би од една страна близината не прави на полесен начин да дојдеме до пациентите, да дојдеме до она нивна скепса и полесно ја елиминираме. Како позитивни искуства, мислам дека треба сите да ги спроведеме, а негативните искуства да се трудиме да ни бидат што помалку. Благодарам. Значи му благодариме на доктор Кетов за исцрпното излагање. Меѓутоа многу беше интересно и во претходното и во ова излагање гледате колку не само контрацептивната употреба, него оние да кажеме состојби кои што можат да се лечат со контрацептивните средства, исто така не треба да се плашиме да ги употребиме истите, затоа што во крајна линија за сето тоа имаме јасно докажан бенефит, односно корист од употребата на овие средства, дали се тоа крварење, дали е тоа анемизирање, дали е тоа регулација на менструалниот циклус, дали се тоа промени разни други кои што можат да се појават. И мислам дека еден друг момент го загатна и Гетов, тоа е дека всушност промоцијата, значи прво ние не треба, пошто сме овде мешан состав и семејни лекари и гинеколози, да се плашиме да ги употребуваме контрацептивните средства. Ние пак ја спомнам за сите лекови што ги даваме во секојдневната пракса, кога ги отворите упатствата и почнете да читате кои се све по статистички чести, поретки, многу ретки компликации, односно нус ефекти од употребата на лековите, не би требале ништо да им даме на пациентите. Меѓутоа тие постојат баш за да знаеме дека можеби да се појават, а се многу ретки. Многу често проблемот во препишување на контрацептивните средства што сите се осврнуваат на негативните ефекти, а не толку многу на придобивките, а всушност нашата улога како здравствени работници треба да е обратно, да ние укажеме на придобивките пред се, кои што се значајни, меѓутоа да спомнеме во советувањето дека може да има и нус ефекти за кои што треба со време да се јават. Инаку секаде во светот фризер, шанкер и возачу јавен автобуски превоз е најдобрите пренесувачи на информации, кој каде оди почесто кај се движи. И сега да чуеме едно мислење, еден случај од докторката Милена Симовиќ, да видиме и она со какви случаи се среќа во својата пракса. Повели. Почитувани колеги, мене навистина ми е чест што денес учествувам на оваа секција која што е организирана од Македонската асоциација на гинеколози во соработка, односно поддржано од МЛД и од Фондот за население на Обединетите нации. Инаку јас сум долгогодишен матичен лекар, специјалист сум по семејна медицина, едукатор и ментор во Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Пред да почнам да го кажувам мојот приказ на случај, сакам да повторам нешто што и професорката Кети, а и моите драги колеги спомна, дека семејниот, односно матичниот лекар и матичниот гинеколог се навистина два столба во примарното здравство, кои што навистина се многу битни, но и самите пациенти имаат голема доверба во овие два столба. Тоа воедно се покажа и со една анкета која што ние оваа година на 19 мај, кога е светскиот ден на семејниот лекар, спроведовме една анонимна анкета во кого најмногу веруваат пациентите, така да 96% од анкетираните наши пациенти потврдија дека тие најмногу му веруваат на својот матичен лекар. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што ние, како матични лекари, многу добро соработуваме со останатите доктори од примарното здравство. Со епидемиолозите, со микробиолозите, со вакциналните пунктови, докторите од вакциналните пунктови. Нашата соработка со докторите од секундарното, терциерното здравство е навистина добра. Нашиот холистички пристап кон нашите пациенти, но и нашата достапност го прави тоа да они многу ни веруваат на
на нас матичните доктори. Сакам да кажам и дека за мојот случај неколку пати се закана дека тоа е од секојдневната пракса, но дека навистина соработуваме и со матичните гинеколози во градот кај што работам јас, ќе го потврди мојот случај, кој што се работи за една 17 годишна пациентка, која што во мојата ординација доаѓа пред 1 месец со својата војна, за да го прикрепи, да го запише своето бебе кое што е 2-месечно. Кога дојде, почнавме разговор, го прикрепивме ние пациентчето, отворивме картон во кој што почнавме да ги пишуваме податоците, дека е тоа од нормална бременост, нормално родено, добра родилна тежина, но веднаш увидовме дека мајката е малолетна, дека живее со својот исто малолетен невенчан сопруг во куќата на незините родители, кои што се во моментов и старатели на новороденото бебе, која што е финансиски зависна од родителите, постојано има нервози, потоа дека не оди во средно училиште. Ај 17 години, значи она веќе не е ни во образовниот систем. И веднаш ја кажа довербата која што ја има со својата војна, која што најмногу и помага во грижа и нега на новороденото бебе, на оваа малолетна мајка. Кога почнавме да го пополнуваме картонот, она даде податок дека овие 2 месеци бебето е само на доење. Јас веднаш ја охрабрив во таа нејзина улога, која што исто така била посочена и од нејзината војна, која што има деца кои што се прикрепени кај мене како матични пациенти. Веднаш ја охрабрив дека тоа треба да го продолжи и понатака и во наредните 2, па дури и 4 месеци до 6 месечна возраст на своето бебе, дека може ексклузивно да го дои, да не дава друго млеко, а ние со самото мерење на бебето на 2 недели или еднаш месечно, ако добро напредува, ќе увидиме дал на вистина е доволно само тоа мајчино млеко за ова бебе, а со тоа го отпочнавме моабетот за нејзината претходна несакана бременост. Значи, она беше на вистина многу малку едуцирана, не знам ни дал го завршила и основното образование. И веднаш јас си укажав дека овој начин на исхрана на 2-месечното нејзино бебе, дека може да ја заштити во првите 6 месеци. Но единствено само ако дои по насоки како јас што ќе ја наведам. Дека тоа треба да биде во ритам од 2 до 4 часа преку ден, а ноќе никако да не бидат подоите подолги од 6 часа. Она беше многу свесна за тоа што покрај тоа што и укажав дека може да ја заштити од понатамошна несакана бременост, дека тоа е доста безбеден начин, дури 98%, но само ако го запази ритамот на ексклузивното доење, доколку го употребува овој начин на исхрана на бебето, ќе се штити и себе си, но е и доста економски исплатлив на една ваква финансиски зависна мајка, затоа што нема да купува млеко, дека тоа е сигурен начин за исхрана, но сигурен, безбеден и бесплатен начин на нејзина понатамошна заштита. Но јас си укажав и на тоа дека придобивката е краткотрајна. Ако ексклузивно дои, таа ќе биде заштитена само до својот 6-ти месец. Но ако не го запазува овој ритам, таа заштита нема да биде 98. Многу ќе падне и може да дојде до несакана бременост. На овој начин на заштита беа и нејзините исто така и религиозни и културни убедувања зашто она е малолетна во една заедница, необразована, финансиски зависна. Доверба имаше само во нејзината војна. Нејзиниот малолетен исто така сопруг кој што живее со неа повремено оди кај неговит. Јас кажав дека може да имаат и уште еден начин на заштита
од несакана понатамошна бременост во овој период, доколку она се слага, соработува со својот партнер, невенчан сопруг, со прекин на сексуалниот однос, но тоа не е таа висока заштита, таа е дури до 80% може да се заштитат, но за тоа треба да соработува и нејзиниот партнер, да сака исто да ја практикува оваа метода на прекин на сексуален однос. Исто и посочив дека тој прекинат сексуален однос може да ја заштити доколку соработуваат, но нема да ја заштити од сексуално преносливи заболувања. Дури ја прашав дал знае дека постојат сексуално преносливи заболувања. Потоа исто така јас разговарав со неа дека може она да го употребува и начинот на употреба на кондом, но тоа исто така дека треба да се сложи нејзиниот партнер, но тоа беше финансиски издаток за нив, она треба сепак да се договори, треба да користат машки кондом, кој што мажот, треба да купуваат кондоми, треба да знаат точно како да го употребуваат. Така да, оваа една малолетна мајка, закажавме повторна контрола за мерење на бебето. Овие насоки се што нема да и биде јасно и беше укажано дека треба да праша наредните 2 недели што нема да е јасно, да разговара со војната, со својот партнер, дали ќе ги користи сите овие 3 методи кои што во моментот на 17 годишна возраст на едно лице кое што не оди во училиште, беа најприкладни кои што ние почнавме да ги дискутираме, да она почне да има доверба во матичниот лекар на нејзиното бебе, каде што во дискусија и нејзината војна исто така почна да ја убедува дека на вистина треба да се заштити од несакана бременост, затоа што и првата бременост дошла изненадно, она многу касно приметила дека е бремена од својот дечко, сегашен невенчан сопруг. Значи, она го испуштила тоа образование, како што кажува мојот колега, каде што се учествуваат на одредени дебати, разговори, на класни часови, можда на одредени часови вон школската настава, како може да се заштити. Кога била откриена нејзината бременост, не ни можела да се прекине. Но сепак нејзината зрелост дека сака да го дои бебето, дека го одгледува бебето, лично она со помош на нејзините, сето тоа даде податок дека она можда и ќе размисли да се заштитува на сите докажани начини. Јас и кажав дека овие 2-3 месеца може тука да соработува со мене, но после 6-тиот месец, посебно после 4-тиот месец, ако немаме ексклузивно доење, ако нема да постои таа лактациска аменорија, која што е докажана, затоа што со самото доење нивото на хормони кои што доведуваат до созревање и пукање на фоликулот се на ниво каде што не може да доведе до појава на фоликул, ја советував дека сепак мора да појде кај гинекологот, да се консултира и со својот матичен гинеколог, за да отпочнат со терапија, хормонска терапија, која што на вистина може во многу голем процент да ја заштити. Ова не е прв случај во мојата средина каде што работам. Мислам дека вакви случаи има и во Скопје. Мојата ординација се наоѓа во Гостивар. Несакани малолетнички бременности. Ние мора да докажеме дека можеме да им помогнеме, они да дојдат, да почнат да разговараат со нас, да се ослободуваат, да им укажуваме за сите контрацептивни препарати кои што не доведуваат ниту до оздебелување, но треба и да ги надминеме нивните религиозни обедувања. Тоа секојдневно го работиме, мултидисциплинарно со нашите матични гинеколози во мојот град каде што работам, но мислам дека треба уште многу да се работи.
посебно за лицата кои што не одат ниту во образование и кои што се многу финансиски исцрпени. Ви благодарам, останувам тука ако постојат некои прашања. Па и тука се доправме до една интересна тема, гледате, темата на младите употребувањето на контрацептивните средства како заштита од несакана бременост, како дистанца меѓу следните бременности, меѓутоа ова е интересно дека дел од овие луѓе и не се во образовниот систем, значи оние придобивки од контрацепцијата всушност е да може секоја девојка и да го реализира понатака својот живот, да не на некој начин остане во еден меѓупростор без можности за своја економска независност, без можности за свој индивидуален личен напредок, образование и на некој начин да биде независна личност во тек на целиот живот. Пак ќе речем, советувањето и тоа што го спомнаа сите денеска тројца матични лекари овде, советувањето е многу битно на каков начин ќе им се пристапи на пациентките, да имаме и време, и желба, и во определени ситуации, што е многу позитивен пример, да самиот лекар, како фактор на доверба и фактор на извор на правилни информации, прв почне да ја советува пациентката, дури и кога таа не го бара тоа. Значи, нашето едноставно знаење и нашите можности како луѓе од доверба да го пренесеме на пациентите, тие да почнат и понатака да размислуваат на таа тема и да употребуваат контрацептивни средства, пред се заради остварување на заштита од несакана бременост кај помладите, меѓутоа и заради останатата корист која што можат да ја добијат од тоа. Јас сега и тука и доцент Даниела Иванова може да се качи горе евентуално на сцената, дали има, може да пуштиме малку светло ако има прашање или некој интересно искуство од публиката, некој кој што би сакал да го сподели, а секако после ова ќе го продолжиме разговорот тука во фоајето со мала закуска и со кафе муабет и споделување на искуствата во малце по-неформална атмосфера. Јас ако може малку нешто да кажам. Може. Одлично е ова што соработуваме гинеколозите со матичните семејните лекари. Ке добиеме заедно, можеме повеќе да пристапиме до поголем број на клиенти, конзументи, корисници. На крај сите се тоа луѓе. Пристапот, секој од нас има свој начин и своја методологија да пристапи до пациентите. Одлично што сте пристапиле така со таа малолетна пациентка. Ја добила вашата доверба. Но акушерски и гинеколошки гледано, нејзиното, да речеме, акушерско минато, една неуспешна бременост, и потоа раѓање, може би посоодветно би било да ја советувате, може би тоа требало уште во родилиште да се направи. Спирала би била интраутерина влошка идеална за незе. Значи, девојка која живее со истиот партнер и има две бременности една по друга, не се промискуитетни со надворешни партнери, кондомот, ако го прифати, е идеален, меѓутоа и интраутерина влошка би била соодветен начин на контрацепција за оваа пациентка. Па, имајте го тоа. Кога веќе ќе ја стекне вашата доверба, она ќе доаѓа и ќе ве прашува, ќе стекнува, ќе се оснажи во смисол на тоа дека не и се случуваат само несреќи на незе. Тоа, да охрабрите. Да. И тоа мислам дека примерот што го кажа Билена е исто многу позитивен, затоа што она самата рече дека е многу битно во делот кај што не се осеќа човек дека има доволно познавање, соработката меѓу матичниот гинеколог и матичниот лекар е многу битна. Секако за интраутерина влошка и нејзино пласирање е задолжен гинекологот за претходно зимање на брисевите се. Меѓутоа, освестувањето и промовирањето на овој дел е она што пак е спомнам што со години со катедрата за семејна медицина го
го правиме и веќе има 200 семејни лекари кои што на некој начин ги поминаа овие обуки за да знаат, за да се свесни, да се опуштат во насока дека можат лесно и имаат законско право да ги препишат сите контрацептивни средства, сем во одној дел кај што е гинеколошкиот околу интраутерината влошка, каде што обавезно се бара, тој и во твоето предавање беше споменато, да има претходно преглед и консултација со гинеколог. Меѓутоа, достапноста на информациите, она кругче, тој мек што го покажа Преска Даниела и кој што ќе биде ставено на страната, веројатно и спринтано, може и дистрибуирано понатака, почнува од многу едноставен аспект. На почетоците сите семејни лекари беа уплашени како ние ќе ги препишуваме средствата, кога и ние самите не знаеме се. Значи, има големи мозоци во светот кои што седнали, успеале тоа да го упростат на ниво да најчестите состојби кои се контраиндикации врз база на тоа дали тоа средство може и не да се употребува, градирано од 1 до 4, градирано во бои од зелено према црвено, најчестите состојби кои што може да се поврзани на кругчето постојат горе. Дали е постојање на миом, дали е хипертензија, дали е заболување друго, тромбоемболично или дали е карцином или било што, врз основа на состојбата многу лесно со кругче може да се добие првобитната информација. По, да кажам, длабоките детали околу секоја состојба веќе си побаруваат читање или доколку човек мисли дека треба да побара помош, во тој случај треба да ја упати кај матичниот гинеколог. Меѓутоа, многу лесно е сега се достапно и може да се охрабрат сите, тоа и поентата, ние ќе продолжиме и понатака да работиме и со здравствените работници, да ги охрабриме да препишуваат и да го зголемиме нивото на контрацепција. Во исто време работиме и со младите, со едукативни предавања, и тоа го спомна доктор Гетов, не само во помалите средини, во секоја средина може да на младите на нив пристапен и достапен начин им се пристапи во училиштата, во средините кај што живеат, во тие што не се во образовниот систем, да се поделат правилни информации, значи збориме печатени, меѓутоа да им се дадат и новите електронски социјални медиуми на располагање, и преку Facebook, и преку Instagram, преку QR кодови, преку налепници, преку било што, каде што тие ќе можат на своите паметни телефони да све прочитаат. Пошто тие наши кругчиња што ги спомна Даниела за одредување на гестацијска старост на плодот и за за плодни денови, сега више никој не ги прави кругчиња, сите више пациентки кај нас поише од 50% не знаат кога им е последна менструација и мора да се консултираат со мобилниот телефон. А порано имаше едни календарчиња мали што ги даваа сите по добростоечки фирми у Македонија со 12 месеци и ги теравме да ги бележат со црвено кога почнала, кога завршила менструацијата. Сега веќе технологијата оди напред. Меѓутоа и ние ќе одиме напред, и ние ќе ги претекнеме, така да понатака ќе си најдеме начин како да комуницираме и веројатно и за пак ќе речем за сите што и не се тука и што се тука, ќе сите овие битни информации ќе ги споделиме на соодветен начин да може сепак дома да се одвои време да се добијат нови информации, да се научат нови работи околу контрацептивните средства. Повелијанче. Јас сакав уште 3 податоци да кажам. Холандија на времето го препорача холандскиот Double Dutch. Истовремено користење кај младите луѓе кои што менуваат повеќе партнери и на кондом и на орална хормонска контрацепција како најсигурна заштита и од несакана бременост и од полово преносливи болести. Препораките исто така со старите контрацептивни методи, ако се сеќавате што беа пред јасминот да дојде, требаше 6 месеци пауза после користење на таков тип на стара орална контрацепција за да се планира бременост. Со овие нови, да кажам нови, 10 години малце повеќе, од јасминот кога пристигна со дроспиренонот, значи препораките се, ако овој месец заврши со орална хормонска контрацепција, следниот веќе може да планира бременост. И да спомнам уште еден податок, пред да дојде норлевото, левоноргестрелот, ние користевме и оралната хормонска контрацепција како итна поскоитална. На кој начин? Првите 24-48, најкасно до 72 часа, ќе испиеше пациентката
на 12 сати на почетокот по 2, потоа по 1 орална хормонска таблетка, а потоа продолжуваше до крајот на месецот да ги допива другите, за да не дојде до крварење. Знаете, ако испие 2 таблетки, потоа ќе крваруцка. Исто така и препораките, ако прима орална хормонска контрацепција и пропушти таблетка за 12 сати, не е проблем, ќе ја испие и контрацепцијата е задржана. Но ако пропушти 24 сати и повеќе, до крај на месецот мора да користи и кондом, бидејќи не е загарантирана контрацепцијата, но не треба да прекине со таблетките, бидејќи ќе дојде до крваруцкање до крај на месецот. Да, тоа беше порано начинот, сега помалце се користи, меѓутоа во сите да кажеме описи на ипната контрацепција се уште стои тоа, пошто постои како опција за користење. Она што не го споменавме, што обично најтешко ни е на вакви собери да го спомнуваме, е цената на чинење, дека ние со години се бориме да бареме еден контрацептив биде на позитивната листа. За жал и земјите околу нас, и Албанија, и Косово, па во дел и во Босна, и во некои има препарати кои што се контрацептивни и со други дејства и се на позитивна листа. Ние немаме таков, дијането се употребува по други индикации, не е класичен контрацептив, меѓутоа кога ќе земе тој дабл метод, ја не знам дали Емче ги знае уште цените на кондомите, ама и тие заради кризата Украина се пораснати, и кога ќе земеме дека ќе идаме и не за јасмин кој што кошта толку и толку пари и кондомите, тоа за нас можеби не е финансиско оптеретување, меѓутоа за младите и како е финансиско оптеретување, и за тоа добро е што постојат начини и преку центри за млади и преку други начини да добијат контрацептивни средства, меѓутоа тука мора исто така да се избориме да бидат достапни, поевтини и што е многу битно по мене да бидат ординирани по претходно советување од матичен семеен лекар или матичен гинеколог. Прашање? Само сакав да прашам дали има временски рок безбедниот профил на оралната контрацепција. Оти порано постоеше една теорија дека до 10 години употреба нема да ги зголеми ризиците за ништо од претходно наброеното, ама над 10 годишната употреба зголемува ризици за карцином на дојка особено. Не знам дали некој друг сака да одговори, ако не ќе одговорам јас. Значи порано делот, и тоа мислам дека Гетов го спомна во излагањето, делот покачените бројки на откриени преканцерози во дојката, всушност во едни големи мултицентрични студии, после беа опровергнати во смисла дека тие пациентки многу почесто одеа на контроли, многу порано фактички беа откривани почетните промени, за разлика од оние пациентки кои што не примаа контрацептивни таблетки и не одеа редовно на контроли, и дел од нив завршува во подоцнежна фаза на карциномот на дојката. Баш дали е 10 години моментумот, тоа не би можел да ви одговорам конкретно, не знам, ќе провериме со up to date како стојат бројките, меѓутоа она правило дека после неколку годишна употреба треба да се прекине контрацептивната терапија и да му се даде одмор на организмот, е одамна уште пред 15-20 години прекината. Пак повторно зависи од кои причини се користи контрацепцијата. Значи, ако збориме за помлади личности, за млади адолесценти, за луѓе кои што го одлагаат својот фактички репродуктивен живот, својата репродукција за подоцна, тие секако контрацепцијата и не ја користат повеќе од 10 години, 15, до моментот до кога ќе решат да планираат семејство и да имаат семејство. За повозрастните од другите контрацептивни бенефити, тоа веќе треба да го истражиме, да видиме точно која би била вредноста каде што тие би требало да можда евентуално прекинат. Инаку генерално препораките беа дека контрацепцијата секако од другите бенефити, да кажеме, во периодот кај што не се работи само за контрацептивното дејство, треба да се почнат во периодот околу перименопаузата, во тој период најдоцна до 5 години од менопаузата, а не подоцна. Значи, тоа е исто пак беше спомнато во дел од случаевите, значи треба да се размисли за бенефитите и за контролите кои што треба да се направат во однос на употребата на контрацептивните средства, односно комбинираната орална терапија во однос на оваа категорија пациентки. За среќа скринингот кај нас и за карцином на дојка
е нешто подобрен во последните години, така да би требало сите пациентки претходно да поминат на скрининг пред да почнат со употреба на овие таблетки. Уште едно прашање? Не знам ја колку е часот таманство. Јас сум матичен лекар и малку пооскудно ми е знаењето по однос на контрацептивите и нивната употреба. Ме интересира по однос на, да речеме, да се решиме на чекор да треба да советуваме некоја пациентка да отпочне. Многу често се среќаваме со бременност една па друга по 6 месеци и така да веќе кога доаѓа ред за трето дете, финансиско оптеретување и слично, и пациентите сакаат да користат метод. Меѓутоа, да речеме по однос на доењето, тоа е контраиндикација. Колку време треба да помине после доење за да воопшто се отпочне со контрацептивна терапија? Овој момент на ексклузивно доење, па нели, тие некои моменти да ги разграничиме, особено по доењето, дали треба да помине после доење уште одреден временски интервал за да може да пациентката почне да користи контрацепција, или евентуално кај млади индивидуи често го сретнуваме оној генот каде што имаат проблеми, они немаат тромбоза, меѓутоа имаат ризик, имаат зголемени тромбоцити. Дали тоа може да ни биде на нас, бидејќи ние имаме право само на една обична крвна слика каде што го следиме бројот на тромбоцитите. Дали тоа може да ни укаже да не советуваме кај тие млади индивидуи да воопшто отпочнат со контрацептиви? Ке дозволам на доцент Иванова да ви одговори, а јас само ке се надополнам дека ние не ги опфативме тука сите методи. Лактацијскиот аменореа метод го спомна колешката Милена, меѓутоа не го опфативме ексклузивното доење и временскиот период, тој не мора да е 6 месеци, може да трае подолго, додека не добие прва менструација пациентката. Овде се препорачани идеални во време на доење прогестеронските, само таблетки, кои што за жал ние ги немаме во Македонија. Меѓутоа би ве упатил повторно на веб страната она што се вика Medical Eligibility Criteria, точно е опишано, пошто не може во еден одговор све да ви одговориме на сите прашања, точно е опишано кои состојби се контраиндикација, каде може да се употребува со нормално повремени контроли. Ајде за другото со... Тоа е тоа. Значи, сакав да кажам дека доењето е контраиндикација за комбинирани орални контрацептиви. Меѓутоа, гестагена компонента само или повторно, ќе речам, интраутерина влошка може да се стави после раѓање. Значи, тоа... Меѓутоа, доењето не е апсолутна контраиндикација. Значи, во критериумите кои што ги наведе самата доцентка Преска, значи 1, 2, 3, 4, контрацептивните комбинирани таблетки влијаат на количината, на квалитетот фактички и на лактацијата која што може да има и на ефектот зависно од тоа како е завршено породувањето. Меѓутоа, тие не се апсолутна контраиндикација, може да се употребуваат. Меѓутоа, кога имате повеќе методи на избор, баш по тие критериуми, значи имате подобри и полоши у наводници, да кажам, методи за определен временски период, и посигурни и понесигурни. Така да во разговор со парот и со жената треба да се одбере оној метод кој што е најсигурен. Вие интраутерината влошка не е забранета кај пациентки кај жени што не се породиле претходно, меѓутоа не е идеалниот метод. Значи кој што би го употребил. Или на пример тие што се промискуитетни, не е идеалниот метод интраутерина влошка затоа што таа категорија ако не употребува заштита од сексуално преносни инфекции, кој што може да добие пелвична инфламаторна болест. Меѓутоа, ако се употребува интраутерина влошка и немате промискуитет, имате партнери сигурни кои што немаат сексуално преносливи инфекции, таму нема да ви настане пелвична инфламаторна болест. Значи, сите параметри се флуктуирачки, треба да се одбере баш тој метод и за тоа овие писани, овие книги што се, да кажеме, препораките, нус ефектите, контраиндикациите, треба да бидат, значи тркалото е еден краток водич, брз водич, меѓутоа во сите останати има точно опишано кои би биле идеалните методи, например, баш за периодот на лактација, кои би биле поприфатливите методи за контрацепција. Персонализирана контрацепција. Персонализирана. Ја гласно зборам. Многу е убаво вака
докторката што постави тако прашање, значи после породување кажа и професорот и доцентката кои се препорачали методи, но дека пациентката само со една анализа може би е склона на тромбофилија, може би има, може би нема, но со една добра анамнеза, ако она нема податок за длабока венска тромбоза, она ќе си го консултира својот матичен гинеколог. Он ќе ги направи свои прегледите и навистина склоноста на кон тромбофилија не е апсолутна контраиндикација да не се препорача хормонско контрацептивно средство. Значи гинекологот ќе одлучи, ќе си ги направи сите прегледи и ќе го препорача она што треба. Сакам да кажам, затоа што и колешката е исто како мене, матична. Јас кога го спремав случајот и кога ми се јавија да учествувам, значи јас не знам колку пати имам. На прсти може да се изброи препорачано, а долги години работам, да не споминјам, 28 години сум матичен лекар. Значи, нас матичните ни треба многу повеќе од не само обука и сигурност за да препишеме контрацептивни таблети самостојно. Значи, јас и во презентацијата на професорката видов дека може матичниот лекар и во материјалите што ги добив, дека може и матичниот без консултација да препише контрацептивни средства. Ни треба можда поголема храброст, затоа што сега многу повеќе ги разгледуваме сите ризици, се што може да ни се случи на нашата пациентка, доколку препишеме ние без да се консултираме. Бидејќи има доста матични гинеколози, треба баш да соработуваме за да може да не охрабрат дека да, може да препишеме кај млада особа контрацептивни средства и со една крвна слика. Одлично е што работите со пациентката, одлично што ја охрабривте пациентката. Ке дојде кога на серија поголема, ке видите дека кај млада, здрава, досега не болна, нема ризици никакви, адолесцентка, сексуално почнала да општи, а не знае како да се заштити. Значи, првин се почнува со советување. Првин го правите, вие она што го правите анамнезата, вие сте влегле во положението на девојката, од какво семејство е. Значи, сте направиле комплетен скрининг на пациентката и одлуката, затоа сме тука, да соработуваме. Значи, нетворкинг. Сериозно прашање само ако поставите. Да, изгаси го тамо. Ајде, Блажевски. Во еден период контрацептиви, па кои излегува првите контрацептиви, одеднаш, особено кожните колеги, се дрзнаа да ги даваат од джеп. Не ве плашам, збориме реално, затоа што сите си го чувате тоа во джеп, стравот од употреба на контрацептиви. И не само вие, него и ние гинеколозите, ако збориме вака на сцена, добар дел од нас се против таа терапија. Меѓутоа треба да ги разбереме работиве. А ќе ги разбереме ако сите се заштитиме. Значи, во еден момент кожните лекари заради акни почна им се виде многу интересно како специјалисти и они ги решаваат одма со давај контрацептиви и тоа не спровеува. Се обидов во едно време да направам соработка со интернистите, сметајќи дека они како интернисти ќе ми дадат реални податоци за стравовите што ги имат. Дали има скриена некоја ракова состојба, проблем на јетрата, во даден момент спомна Емилија за еден тип на овако да се разбереме. Во еден момент требаше да се прават на 6 или на 3 месеци анализа на крв да видите дали оптерете на јетрата. Нели? Пошто пиете нешто со години треба на 7 мислиме. А ги препорачувам. И сега практично што се случува. Јас се обидов после враќањето еден совршавање од Холандија, се обидов да направам еден состанок и тоаш ги седнав колегите на маса со кожните заедно интердисциплинарен состанок кој што сега вас вие бите. И ја викам, каков увид имате вие во состојбата на цервиксот? Каков увид имате вие како кожни лекари во состојбата на јајниците?
На основа на што вие ги давате терапиите. И велам, и јас како гинеколог се обидов да направам. Тешко оди таа работа. Ќе ви кажам, во Америка затоа и се промовира ова, затоа што е еден ветер кој дува и ние мора да се најдеме во него. Во Америка им ги даваат на 15-16 години, кој ќе видат дека има опасност, они им ги даваат и вика пи 6 месеци, ако таа случајно престана да пие, више не соработува со неја, уопште исклучува од систем. 6 месеци треба да пијат лекови и да се адаптираат. Не е лесно вие да ставите пациентката затоа што таа ќе почне да крваруцка, па имала, па немала, па што се немате бекграунд. И сега да ја скратам приказката со ова. Преценката ваше е да промовирате. Дури и наше, ние како лекари не треба да избегаме од тоа да употребуваме хормонска терапија која ни е мокно оружје, вечна младост. Меѓутоа, коректно е, претходно е кажано да се направи претходно преглед, соработка со гинеколозите, ултразвучен преглед на јајници, ехо на дојка, крвна слика, нема да ви кажа многу. Нема да ви кажа, нема да знаете, вие тромофили имате скриени тромбози, кај нас имате хеморагични диетези и така натаму, да не зборим. Меѓутоа треба да го промовираме, да го исклучиме, па на крајот на клиштата сите компликации заедно ќе ги решиме. И мислам дека треба да исклучи од тука заклучок дека не е лесно да правиме што сакаме, меѓутоа ако се сложиме сите заеднички да делуваме, секој во свое поле, ќе имаме многу голем ефект и голем бенефит за нашите пациенти. Така е, браво. Епа сега мислам да затвориме оваа дискусија во салава внатре и да продолжиме надвор у малце порелаксирана атмосфера. Имајте убав ден сите.